Индивидуалните земјоделци можат да се регистрираат по два закона, а тоа е по Законот за земјоделство и рурален развој и за вршење на земјоделска дејност и по Законот за пензиско-инвалидско осигурување. Овие кои што се првите, тие во моментот можат да го остварат тоа право, затоа што се со даночен број и можат, нели, како фирми и поминуваат плата, како и можат да го остварат како сите други жени кои што се во работен однос било во државна или во приватна институција. Но овие вторите кои што се индивидуални регистрирани земјоделци преку Фондот за пензиско осигурување, тие се земјоделци само вработени кои што сами си ги плаќаат придонесите за пензиско и здравствено осигурување и остваруваат приход од земјоделска дејност. За жал, овие вторите не може да го остварат во моментот тоа право, поради разни законски пречки кои што ги има во неколку закони. Да, иако плаќаат, да. Но ние кога ја анализиравме состојбата и кога баравме решение, наидовме дека во кое што треба да се изменат неколку закони за сето тоа да се регулира и да биде, нели, како по Законот за здравство. Затоа, че ни требаше подолг период, и затоа и кажав на пресконференцијата дека ние ќе работиме за трајно решавање на овој проблем, но сега во моментот Министерството за земјоделство излезе во пресред со тоа што понуди програма во која што ќе можат овие регистрирани индивидуални земјоделци да аплицираат и да си го остварат тој надоместок, паричен надоместок за мајчинство. И затоа сметаме дека не треба веќе да се чека ни ден, туку да се почне, а напоредно и да се работи за трајно решавање на овој проблем. Националната федерација на фармери веќе 13 години работи на проблемот за регистрираните земјоделци кои што го стекнале статусот на осигуреник согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување да го остварат правото на боледување и породилно отсуство. Она што е најпроблематично во делот на законските регулативи кои што ги регулираат и здравственото осигурување и работните односи е тоа што кај на Законот за работни односи само ги опфаќа работниците кои што имаат воспоставено работен однос со работодавачите и добиваат месечна плата, каде што е исклучена оваа категорија на работници, бидејќи се индивидуални земјоделци кои што едноставно немаат работодавец, односно тие самите се и работодавец и работник. Тоа е еден од проблемите кои што потекнуваат и се прави таа правна несогласност во рамките на овие законски регулативи. Во таа насока, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, минатата година е формирана работна група во која што учествуваа сите инволвирани институции, Министерството за здравство, и УЈП, и ПИОМ, и платежната агенција, и целата групата едноставно беше поддржана од шведската организација за развој ВИЕФЕК со цел да се изнајде соодветно решение. Во моментот е креирана пилот мерка, каде што е донесена во рамките на буџетот за 2023 година, донесена е програма за социјална сигурност на жените кои што се индивидуални земјоделки да остварат право на мајчинство, односно ќе добиваат паричен надоместок за 9 месеци за да можат да го остварат своето право на мајчинство, но ова е пилот мерка која што понатаму ќе се работи за да се создаде едно систематско решение во кое системско решение, да се креира едно системско решение кое што ќе ги опфати и социјалните и здравствените предизвици, односно оние гапови кои што се појавуваат во законската регулатива. Значи, и уште едно е исто така многу важно да се потенцира во рамките на работната група, ќе се продолжи да се работи и да се оствари правото регистрираните индивидуални земјоделци да го остварат правото на боледување. Еве, во рамките на Национална федерација за фармери, какви беа информациите кои што стига од терен за проблемот на жените земјоделки кога ќе дојдеше ред за млади земјоделки кои ќе треба да остварат право на породилно? Што пренесувавте вие во федерација и што понатаму преземавте? Значи, ние прво си го пренесовме нашиот проблем, бидејќи и јас сум една од овие жени земјоделки
кој имам 3 деца, а немав право на породилно, а бев регистрирана и од таа причина и од причина што моите колешки земјоделки сугерираа и се осеќаа дискриминирано, затоа што тие немаа право на породилно отсуство. Ние со моите во Федерација, со управниот одбор разговаравме и договоривме да реагираме кон државата, да алармираме и да им укажеме дека ова треба за жените да се направи, затоа што секоја жена мајка има исто право и вредности како и мајката наставничка, мајката докторка и мајката земјоделка има право на тоа породилно. Така, разговарајќи неколку временски периоди наназад, заедно со нашите земјоделки, со Федерацијата, значи, нашиот глас го чуја и институциите во државата. Некаде година време со нив преговаравме и законот еве се реши и стапи на сила од 1 декември, така да еве апел до регистрираните жени земјоделки кои се регистрирани преку ПИОМ, не преку централен регистар, затоа што жените преку централен регистар си го имаат тоа право. Так. А жените земјоделки регистрирани преку ПИОМ го немаат право на користење на породилно. Сега од 1 декември младите жени земјоделки имаат право на користење на породилно. Што ќе значи за нив тоа сега? Еве и за млади кои што допрва стапуваат во брак, пред нив предстои период на формирање семејство, дали по-друго ќе гледаат сега на останувањето во земјава тука, зашто голем проблем не беше тоа младите што ни избега. Навистина јас се радувам што законот се донесе и мислам дека ќе делува позитивно. Иако земјоделието е тешка гранка, ама сепак се живее и тоа ќе делува од моја гледна точка охрабрувачки. Значи, јас мислам дека ако некој се двоумел да остане да работи на земјоделие, а немал никакви права, така донесувајќи закон по закон, ценејќи го трудот на земјоделците, мислам дека ќе делува позитивно, ќе останат некои овде да работат и да си го земат, значи, тоа што го следува. Покрај овој закон поволност е еве и година-две веќе и за руралната жена се издвојуваат и посебни програми во кои што се помага руралната жена преку да аплицира за 3000, па сега и веќе за 6000 евра, и тоа е исто така големо признание, не се толку парите колку што е пред институциите признание на улогата на жената во руралната средина. Да, секоја чест за таа мерка. Значи, исто така со упорност на Федерацијата. Еве 2 огласи веќе помина на мерката 115, тоа се мерката за жени, и овде некои жени, значи, навистина си ги исполнувааше условите, си ги земаа грандовите, мерката продолжува понатаму, така да наши жени земјоделки, колешки, слободно аплицирајте, работете, ќе бидете подржани. Така, тие состаноци у Федерација, тие состаноци со работни групи, на крајот вредело изгубеното време. Сепак оставате тука работа, да дојдете во Скопје на тие средби, но сепак ја гледате, веќе ги гледате плодовите на тој труд. Да, па затоа и се радуваме дека нашиот глас се слуша и дека вродува со плод, а ние и понатаму ќе останеме да се залагаме за некои други закони, за некои други мерки, затоа што навистина на нас не е потребна храна, а храната ја произведуваат земјоделците и мора да ги ставиме, значи, сакале или не келе, мора земјоделецот да дојде на прв план, затоа што секој гладен мора да јаде, а додека си го ние произведеме, тоа е здраво и квалитетно, затоа што земјоделците мораме да работиме, а државата ќе не поддржува. Со што се занимавате? Што работи една жена во рурална средина? Јас почнав со производство на домашни сокови, сирупи, после како си бара луѓето, така правим, имаме сега различни видови на джемови, овде ги береме и планински чаеви, од билки тука што ги наоѓаме, различни тинктури, оцет јаболков од диви јаболки, сокови од различни овошја, исцедени во соковник на пареа, сирупи од билки на природна база. Каков е интересот кај потрошувачите? Ве наоѓаат ли лесно? Па да, јас веќе 8 година како ги правам овие производи онлайн, имам своја страница и така ме наоѓаат луѓето. Имаме неколку групи за продажба на Facebook и така таму објавуваме, тие не наоѓаат и праќаме послемто по карго. Колку помогна овие сега нови правила, нови закони за
полесна продажба од куќен праг? Имате можности да аплицирате и за некои грантови во Да, јас веќе се регистрирав во Агенцијата за храна и ветеринарство и планираме овде да работилницата да проширам и се надевам со некои од грантовите, од кредитите да добијам за да можам работилницата да ја направам како што треба по ХАСОП систем. Сопруга, мајка? Сопруга, мајка на 2 деца од 5,5 и 8 години. Вие кога сте биле во периодот за да остварувате право на мајчинство, не беше донесен закон. Не. Што ќе значеше сега гледаме за новите мајки за идните од руралните средини, веќе се подруги условите. Што ќе значеше за вас тој период? Па би значило многу, значи пак средствата би ни помогнале и за производите, пример нешто да набавиме, а и за околу децата, за да ни помогне за одгледувањето за децата така. Јас не искористив ништо за жал од породилното, иако бев регистрирана земјоделка. И си плаќавте придонеси? И си плаќавме придонеси, но за жал ништо не искористивме, така да мислам дека сега ќе биде подобро на идните мајки. Се исправа некоја неправда после толку години. Да. Конкурирате ли за некои од програмите Рурална жена или такви што можат да помогнат за да се опремите, да се инвестираат? Сега прв ги чекаме да ги објават конкурсите за да објавиме и да аплицираме. Истепки една голема работа во земјоделството после долг период се случи и еве во денешната емисија Бразди ни е драго што сте гостинка за да ги објасниме деталите. Информацијата допре првично до регистрираните земјоделки, но веќе се интересират и за деталите. За почеток еве каква беше, колку време, колку работа беше за да се дојде до овој модел да регистрираните земјоделки конечно имаат право на породилно отсуство. Така, се работи неколку години, од 2019-та, мислам дека започнавме со иницијативата преку Националната федерација на фармери, да и го отворивме прашањето како да на жените земјоделки им ја подобриме положбата, особено на младите жени земјоделки, со тоа да го промовираме и руралниот развој всушност, но од друга страна да возможиме еднакви можности на жените од руралните средини кои се работи за мајчинството, не се работи за породилно отсуство, туку надоместок кој што ќе го земаат жените кои што млади жени од руралните средини кои што се индивидуални земјоделки во времето на раѓањето на своите деца. Еднаквите можности се еден од приоритетите и надлежностите на Министерството за труд и социјална политика, особено еднаквите можности меѓу мажите и жените. И нашата интенција е да овозможиме на сите жени без разлика на средината во која што живеат, да ги остваруваат своите права. Жените од руралните средини, кои што се регистрирани како индивидуални земјоделки согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, немаат право на надоместок во случај на раѓање на деца. И затоа, пред неколку години ја започнавме иницијативата, разговаравме, беше формирана една широка работна група со вклучување на сите релевантни институции, граѓански организации, за да можеме да дојдеме до некое решение. Фондот за пензиско, Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за труд и социјална политика, управата за јавни приходи и секако Националната федерација на фармери беа дел од работната група, беа вклучени и други граѓански организации и дојдовме до онаа што е пилот мерка во моментот започнува од 2023 година да се имплементира, благодарност до би рекла сензитивноста и чувството дека ваквото право што го даваме за жените земјоделки навистина од огромно значење до министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Лјупчо Николовски, колегата Лјупчо Николовски и секако до тимот на правници кои што работат во Министерството за земјоделие. Се исправа една голема неправда. Тие земјоделки регистрирани си плаќаат давачки кон државата. И кога ќе доеше ред за породилно, нема никаков фидбек. Останува тој период, секако ќе останат дома, ама нема никаква финансиска подкрепа. Сега на овој начин со овој модел, со овој пилот проект, тој дел барем се покрива. И така важи само за регистрирани земјоделки, така. И согласно законот за пензиско инвалидско осигурување. Така е. Неправда не би рекла затоа што како осигуреници индивидуалните земјоделки плаќаат помал придонес кон државата, но е неправда кон младите жени индивидуални земјоделки. Всушност, затоа и работната група беше толку широка со вклученост на сите институции. Не смееме да го пореметиме системот и затоа баравме решение кое што ќе биде во рамки на законската регулатива. Жените земјоделки немаат работен однос со работник и работодавач. И ова беше најголемиот проблем. Тргнавме најнапред од измени на законот за работни односи, таму да ги вклучиме, но дојдовме секако преку дискусијата во работната група, дојдовме до сознание дека тоа не е возможно и затоа одевме продолживме дебатата и дојдовме до онаа решение кое што е сега официјално решение кое ќе започне да се применува, да преку најнапред да го пилотираме решението преку посебна програма во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во меѓувреме не престанува работата на работната група која што е формирана, да бараме нови решенија, но во тој период додека бараме решение, законско решение, да можеме да им возможиме надоместок на жените за мајчинство во период кога се спречени за извршување на земјоделските дејности поради раѓањето на нивните деца. Сигурно ќе следат како ќе се одвива и тековно на што ќе наидува и како проблеми и позитивни и негативни страни таа работна група ќе го следи сега имплементирањето на овој пилот. Дефинитивно во ќе реагираме на се она што ќе се појави како недостаток, но верувам дека пилот мерката ќе нема проблем, но таа ќе ни даде насока како понатаму да продолжиме да го најдеме вистинското решение, да не биде пилот мерка, да не биде надоместок да биде системско решение за породилно отсуство на младите земјоделки заради мајчинство. Ние во моментот работиме на измени на законот за работни односи, работиме на унапредување на правата на жените и на мажите за родителско отсуство, односно кај жените за мајчинство, кај татковците за татковство. Така да ќе ги видиме и праксите во останатите земји и во нашето обкружување и пошироко во Европа и верувам дека ќе дојдеме до решение кој ќе биде системско и кој што ќе им даде дополнително можности на жените од руралните средини. Кои се условите? Еве, некои детали што верувам дека ќе ги интересираат сите идни мајки од руралните средини. Така, програмата која што треба да помине на влада за обезбедување социјална сигурност на жени кои што вршат земјоделска дејност, ќе имаме посебна тематска седница на влада на која што сите програми на различните министерства ќе поминат на седница на влада. Очекуваме тоа да биде многу скоро. Значи, ево износ има обезбедено, што е најважно за реализацијата на програмата, има обезбедено буџетски средства во буџетот на Министерството за земјоделство и шумарство во висина од 4.400.000 денари и условите за да може една жена да го користи овој надоместок од 8.100 денари е да е запишена во единствениот регистар на земјоделски стопанства како носител или како член на семејно земјоделско стопанство. Семејното земјоделско стопанство во кое што жената членува и да има остварено финансиска поддршка согласно програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година во износ од најмалку 100.000 денари или да има остварено приход за вршење на земјоделска дејност во висина од најмалку 300.000 денари и да има непрекинат статус на осигуреник, индивидуален земјоделец согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување во време трајање од 12 месеци пред раѓањето на детето. Мораме да ставиме заштитни механизми за да не се злоупотребува и на крајот на денот да бидеме сигурни дека оваа финансиска поддршка, овој надоместок ќе дојде до вистинските жени земјоделки. Долг период регистрираните жени земјоделки кажуваат дека имаат некоја своевидна неправда, плаќаат давачки кон државата, не можеат да остваруваат право на пензиско и долг период меѓуресорни тимови заедно со невладини организации работеа на тоа. Кои се последните информации, се дојде до некое привремено решение, но сепак е решение за оваа група на земјоделки. Да, 2022 година формиравме работна група за овој проблем или за ова прашање, заеднички со Националната федерација на фармери, со Правниот факултет, со Министерството за труд и социјална политика во соработка со сите останати институции кои што се надлежни се со цел да најдеме решение да, како што кажавте, оваа неправда да биде исправена, односно жените кои што се регистрирани како индивидуални земјоделки по Законот за пензиско и инвалидско осигурување и плаќаат придонеси, да ги имаат истите права на платено породилно отсуство во случај на мајчинство, како и сите други вработени жени кои што ова право го имаат по Законот за работни односи во период од 9 месеци. И сметам дека ова прашање заслужуваше внимание, особено ние како Министерство особен акцент даваме во целиот овој период на родовите прашања и на еднаквоста и затоа најголем притисок, односно напор направивме заеднички со сите овие институции да најдеме соодветно решение. Не успеавме системски оваа година да го решиме, меѓутоа работната група продолжува. Тука се вклучени и истакнати правни експерти, верувам дека системско решение ќе биде најдено. Меѓутоа се дотогаш, еве оваа година, како и многу други пилот програми кои што ги имаме, издвоивме средства и посебна програма. Парламентот во Законот за извршување на буџет го внесе основот да Министерството предложи програма за регулирање на овој надоместок на породилно отсуство во случај на мајчинство на овие жени индивидуални земјоделки. И таа програма е во владина постапка и процедура. Програмите се носат до крајот на месецот. Како нова програма ќе биде реализирана преку платежната агенција. Надоместокот ќе биде еднократен од 81.000 денари за сите жени земјоделки, односно индивидуални земјоделки кои што се запишани во последните 12 месеци во регистарот на единствени земјоделски стопанства во Министерството, кои што ќе родат дете од 1 декември 2022 до 1 декември 2023 година. Каде ќе треба да се пријавуваат? Ова е сега, пошто е ново, сепак ќе треба да знаат каде ќе треба да се обратат. Целата постапка ќе оди преку платежната агенција. Така во некои од подрачните единици ќе се обратат, подрачните единици ќе добијат информација на Министерството и платежната агенција секако ќе бидат на располагање. Ние ќе ги запознаеме и вработените во Министерството и нашите подрачни единици кои што порочам и во реализација на било која друга програма на Министерството даваат поддршка и ќе знаат каде ќе може да се обратат. Рековте, ставивте фокус на родовата еднаквост на жените. Голем интерес се побуди кај оваа програма што е другата за рурални жени. Еднашка веќе зема, а сега има во втор наврат конкурирање, докаде таа цела постапка веќе добиват и двојно повеќе пари од првиот пат. Апсолутно, ова е една мерка исто, која што во 2019 година иницииравме и ја креиравме заеднички повторно со Националната федерација на фармери, како значаен економско-социјален партнер на Министерството, со UN Women, со Министерството за труд и социјална политика, исто така подпишавме декларација за реализација на овие мерки, односно се тргна некои критериуми кои што ги дисквалификува жените во поглед на реализација на мерките, и сега им дава предност токму мерката за грант за жени од руралните подрачја,
кој што аплицира и на првиот и на вториот повик. На првиот повик имаме околу 253 договори, на вториот повик 70 договори. Пред крајот на 2022 година беа доделени решенијата. Мене особено ме радува интересот токму за оваа мерка, заради тоа што возможува жените да се занимаваат со производство на значајни традиционални македонски производи. Најголем интересот за набавка на опрема за мед и производи од мед, за опрема за фарми, соларни сушари за овошје и зеленчук, што е особено значено во делот на модернизацијата на земјоделските стопанства, особено интересот за опрема за производство на вино и така натаму. Првиот повик мерката беше 3000 евра, сега е 6000 евра грантот. И во усвоената национална програма за следниот 5 годишен период, која што беше усвоена на првата седница на влада оваа 2023 година, е предвидено 2023 и 4 мерката да изнесува 6000 евра, а 2025 да биде 10.000 евра, односно за да се изедначи со сите останати грантови кои што се доделуваат преку различен тип на програми, кои што ги таргетираат и жените, секако дека жените од руралните средини може да ги користат, односно треба да ги користат да бидат евидентирани или регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство, се со цел да ги користат и привилегиите од промените кои што ги направивме во делот на правилниците за флексибилност, односно продажба од фарма или од прак на нивните производи. Најчесто произведуваат, како што кажав, мед, маџуни, сирење, кашкавал, ајвар, различни джемови, сокови и така натаму. Сите тие се со етикети, со маркетинг, односно може да ги продаваат легално од прак или од фарма и да работат во своите средини, во своите домови, исполнувајќи ги само минимално техничките услови.